На денешен ден, 4 октомври, денеска е светски ден за заштита на животните и светски ден на населбите. 1824 година, мексиканскиот народ по долготрајна борба против шпанската колонијална војска се избори за независност и го прогласи Мексико за република со неофицијален назив Соединетите држави Мексико. 1830 година, Белгија стана независна држава, одвојувајќи се од Холандија, чиј дел беше од 1815 година. Причините поради кои се одвоија беа верската нетрпеливост, бидејќи повеќето белгијци се римокатолици, а холанѓаните протестанти. 1895 година, роден е американскиот филмски глумец Џозеф Френсис, познат како Бастер Китон. Најчесто глумеше самотник кој е во судир со сите. Филмови: Генерал, Навигатор, Ширлок помладиот, Снимател, Булевар на самракот, Светла сцена. Умре на 1 февруари 1966 година. 1924 година, роден е американскиот глумец Чарлс Картер, познат како Чарлстон Хестон. Филмови: 10 заповеди, Бен Хур, за кој доби и Оскар, Јулиј Цезар, Агонија и екстаза, Ел Сид, за кој исто така доби Оскар, Мајор Денди, Планетата на мајмуните, Земјотрес. 1937 година, во Скопје е основано спортското друштво Раднички. За време на Народно-слободителната војна на Македонија се викало Фудбалски клуб Слобода. По завршувањето на Народно-слободителната војна го носи името Работнички, а во првата декада на 21 век Работнички кометал. 1947 година, во Гетинген умре Макс Планк, германски физичар, основач на квантната теорија, хипотеза дека енергијата се емитува и се абсорбира само со дискретни количества. Работеше и на теоријата за химиска рамнотежа и на формулирањето на термодинамичките принципи. Во 1918 година ја доби Нобеловата награда за физика. Роден е во Кил на 23 април 1858 година. 1970 година, американската пејачка Џенис Џоплин е пронајдена мртва. Беше најпознатата бела пејачка на блуз во 60-тите години од 20 век. Прекомерната доза на дрога беше причината за нејзината смрт. 1986 година, во Охрид, во катедралната црква Света Софија, се одржа архиепископски изборен црковно-народен собир, на кој господин Гаврил е избран за трет поред архиепископ Охридски и Македонски, поглавар на Македонската православна црква. Следниот ден во црквата Свети Климент, новоизбраниот поглавар положи свечена заклетва и му беа врачени архиепископските обележја. Прв поглавар на Македонската православна црква беше обновувачот на Охридската архиепископија и организатор на Македонската православна црква, архиепископот господин Доситеј, втор архиепископот господин Ангелари, четврти господин Михаел и петти господин Стефан. 2004 година, во Вентури, Калифорнија, умре Гордон Купер, американски астронаут, еден од пионерите на првата американска вселенска програма Меркјури. Роден е во 1927 година.